Добар ви ден, македонци, каде и да сте по светот. Денеска посебно сакам и да ги поздравам сите мои пријатели во Австралија, во Канада, во Америка, на секаде Европа, секаде ни светот. И сите наши македонци, затоа што знам дека сите ја следите емисијата Вкусот на традицијата и тоа ве поздравувам од комплексот Златно буре Кучково, а вие кога ќе дојдете, токму ова ви е место за вашето уживање, да можете да си поминете неколку часа со вашето семејство, со пријателите, да си уживате во македонските убавини. Драги мои, за денешната емисија ќе ви направам јаболков лапавец. Значи, толку е вкусно, што ќе ви ја покажам магијата како можете од една обична вода со вкус на јаболка да направите еден стаклес прозирен, еден убав десерт, посен десерт, на кој што дури и французите може да ни позавидат и да биде повкусно од нивните француски кремови и така натаму. Но и ние имаме коње за трка, така. И овој десерт едноставно ги стоплувало срцата на македонците во текот на постите, посебно зимските пости, значи пред Божик и така натаму, но додека зборувам во едно тенџере, ќе ставам 1 литар вода, литар и половина. Така, јас ја вклучив ринглата, за да ми се стопли водата, литар и половина вода ќе ми треба. И килограм и половина јаболки. Значи, убави, цврсти јаболки, баш како што и нашто македонче, непокорно, храбро и смело. Ова е убава јаболка, значи цврста, прекрасна. И сега, литар и пол вода, килограм и половина јаболки. Ако ставите 2 килограми јаболка, ставете 2 литри вода. Шекер можете да бирате од 200 до 300 грама. 100 грама орев, рендана кора од лимон, од 2 лимона, рендана кора, малку ќе ставите карамфилче, стапче од цимет и ќе ни треба 4 до 5 супени лажици, ќе процените сами, нишесте, кои што ќе ги раствориме во малку студена вода. Значи, ете, тоа е магијата, од 4 состојки јаболко, шекер, вода и орев да направите прекрасен десерт. Сега, водата која ќе почне да врие, јаболката ги миеме убаво и ги ставаме, значи, со се кора. Кората, леле како убаво мирисаат. Прекрасни, кисели, а благи. Треба кората на јаболката да пуштат боја и да ја офарбат водата. Така. Земаме начинија, тука ќе ги ставам. Значи, треба да ги насечкаме на коцки. На коцки. И тие многу бргу се варат. Се варат за 15 на минути. Сега ќе ми земе малку време, додека ги насечкам сите јаболка. Сега во водата ќе го ставам карамфилчето и ќе го ставам циметот. Така. Македонија има прекрасни јаболка. Во Ресен, Тетово, каде и да појдете. Во цела наша Македонија, ние сме земја со
убаво, прекрасно сонце во многу денови од годината и се раѓаат прекрасни јаболки. Така. Откако ќе се сварат, значи, јаболката, ќе ги извадам, можете да го сервирате овој десерт во тепсија, можете во ватростална да се прозира, затоа што тој е стакле со стаклес изглед, и можете и во чаши. Ќе ви ја покажам и едната и другата комбинација. Еве сега, како ги сечкам, така ги ставам во водата. Само семка некоја да не ни влезе. Ми беше интересно кога истражував и кога го дознав овој рецепт, зашто се вика лапавец. Повозрасните жени од селата, токму од тој крај, од тој регион, од Преспанскиот регион, ми вела, знаеш зашто се вика така? Затоа што се лапа одма, вика. Вика, нема джвакање, нема ништо, баш го лапкаш, вика, десертот. И еве, како интересно име му дале. Јаболков лапавец. Така. Тука ќе ја ставам и кората од лимон. Половина, а половина потоа ќе ја ставам. Така. Можам и овде додека уште не почнало да врие. Така. Јас тук имав 2 килограми јаболка, затоа двете ќе ги оставам. Ние ќе си ги каснеме така. Вака, на покрупни парчиња, значи баш да е јаболкото на парче. Така. Потоа ќе го направам јаболковиот сируп. Откако ќе се сварат јаболката, ќе го направам како јаболков шербет. Така. Сега може да го оставиме 15 до 20 минути да си врие на умерен оган. И потоа, откако ќе бидат сварени јаболката, ќе видите што следува. Каков мирис на цимет, можете и морско оревче да ставите, карамфилче како ја што ставив. На јаболката не им треба многу вриење. Нека си се варат, зашто ви реков од 200 до 300 грама шекер, затоа што јаболката ќе си пуштат влажина и тогаш ќе го дозирате шекерот. Мислам, подобре да одиме со 200 грама шекер. Го оставам 15 до 20 минути да се свари. Мислам дека јаболката се готови. Охо! Да. Супер се сварени, само да внимавате да не ги преварите. Значи имаме
една тепсија во која што ќе ги ставиме или стаклен сад, што сакате. И имам неколку чашки, ќе ви покажам како би ги наредила и во чашките. Ќе го извадиме стапчето од цимет. Да го извадам, да не го заборавам. Каков убав мирис. Волшебен мирис, волшебен. Така. А после од тука ќе земам за во чашите. Сега ќе го ставам шекерот тука. Можете и ванилин шекер да ставите. Одлично. Така. Ќе го ставам шекерот. Но рековме, нема целиот. И да почне да се згуснува. Еве, јас 200 грама ќе ставам шекер. И ќе ставам од јаболката во чашата. Половина. Ете така. Еве почнува веќе и шекерот да се топи. Сега ќе го распределам рамномерно. Така. Еве го и другото. Леле, какви јаболка. Мерак. Ете така. Сега додека се вари шекерот и водата, значи треба да добијам еден лесен шербет, лесен сируп. Ја ставам и кората од лимон, остатокот. Така. И потоа ќе ги додадам и оревите. Но ќе земам сега нишестето, ќе го растворам во студена вода. Нишесте се растворува исклучиво во студена вода. Тоа да го знаете. Ако ставите топла вода, веќе работата е расипана. Да знаете. Кога е во студена вода, тоа е добро да го знаат младите домаќинки. Така. И пред да го ставиме во водата што врие, повторно ќе промешаме затоа што нишестето ќе падне доле. Сега, што правиме доколку немаме нишесте? Ке ставиме 2 пудинга од ванила. И готово. Значи, ние имаме решение за се. Така. Сега мораме да го оставиме најмалку 5 минути да врие. И потоа ќе ги додадам и оревите внатре и ќе го додадам нишестето. Сега ги ставам оревите внатре
и полека го додавам ни шестето. Откако ќе го додадете ни шестето, значи имаме постојано мешање. Ќе намалам температурата на оганот. Ајде. Сега ќе мешаме, еве го готово, почнува веќе да се згуснува. Само да проврие и готово е. Како мириса, цимет, карамфилче, леле како мириса. Како мириса волшебно. Кората од лимон. Само да пробам да видам дали е доволно благо. Одлично. И не треба повеќе. Ќе го ставиме да се излади на собна температура или негде на тераса, каде што е поладно. Не го ставаме во ладилник. Штом се излади, природно се излади, веќе може да се сервира. Одозгора можете и мелени оревчиња да ставите. Што сакате можете да ставите. За декорација. Тоа нека биде лично ваш избор. Јас ќе го направам баш така, нашки, народно, наедноставно. Порано ни шестето го користеле македонските жени за да ги штиркат миленцињата. Но во друг сооднос, така полесен состав на водата и ни шестето, полесна смеса и ги потопувале миленцињата и биле како велат нешто кога е цврсто круто, велат леле ова како штирак, значи правеле штирак. Еве да почне убаво да крчка и ќе биде доволно. Еве. И ова се јаде со лажица. Значи баш се лапка со лажица. Еве го, почнува да вади меури, значи големи меури. Ето го. Верувам дека го гледате сега на вашите мали екрани. Значи, вода, шекер, оревче, јаболка, зачини кои сакате, ставете ги, се знае дека и порано македонски десерт немало ванили, немало ништо, кора од лимон се ставало. Еве го убаво си врие. Ова било лапни голтни. Ете така. Веќе ќе го исклучам и доволно е. Да ставам малку и во чашите. Тоа ќе си влезе измеѓу, каде што има слободен простор. Можете и целата смеса и сите јаболка вака во чаши да ги наредите. Така.
Ако сакате, например, да го сечете или да го сервирате како торта, можете во стаклен округол сад да го ставите, можете и во четвртас па коцки да вадите од него, но најтрадиционалниот начин е сркање, значи тавата се принесува на трпезата и сите сркаат од неа, лапкаат од токму ова убавина од јаболка. Ете така. Еве, драги мои, сега ние ќе оставиме да се излади на собна температура. Ќе го ставиме тука малку подоле во ресторанот, каде што е посвежа, и потоа седнуваме и ќе уживаме во овој десерт. И јас, и персоналот на Златно буре Кучково, и нашите камермани, и целата наша екипа. Драги наши пријатели, еве го нашиот јаболков лапавец. Значи, треба да го оставиме сигурно уште 1 час, 2, ама ние не можеме да дочекаме да се излади доволно и ова што се излади. Значи, право јаболково пелте. И ова е, и ова е за уживање. Еве, јас ке се послужам од чашата. Леле, ова е совршено добро. Леле, мирис на рендана кора од лимон, цимет, карамфилча. Лапни, голтни. Доле се јаболчињата. Убавите македонски јаболчиња. Погледнете. Погледнете како лика и прилика на огледало. И карамфилчето има чудо направено. Драги мои, уживајте во ова јаболково пелте, направете го. Навистина, ова е нешто што ќе ви го стопли срцето. Затоа што е многу едноставно и нема да ви треба висока, голема плата за да се направи. Ова јас често викам така, сакам да си направам нешто што е поскромно, што можеме да си го дозволиме и да уживаме сепак во благодетите од нашата земја. Зашто велат дека човек без татковина е како славе без шума. Затоа чувајте си ја својата татковина и бидете горд македонец. На здравје, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата, а ние ќе останеме сите да уживаме во овој несекојдневен вкус што едноставно сите не освои. На здравје!